Благодарам. Не знам дали мислите дека некој ќе изважете или сама се лажете. И не знам како па имате барем некое елементарно чувство на таква самодоверба или немате елементарно чувство за срам, па вие тука да зборувате за вакви работи, кога знаете дека овој закон се носи и се гласа денеска заради тоа што вие сте го направиле, односно не сте направиле ништо и сте направиле хаос. Што направила Тренчевска? Направила систем кој што е нефункционален, заради тоа што беше позната по принципот 50-50, секаде каде што победија градоначалници на ВМРО-ДПМН, лично се јавуваше и им велеше ако сакате согласности за градинката да биде отворена, 50% треба да бидат за тие, останатите 50% на начин на кој што ние ќе ви кажеме, односно како ќе се договорат во партијата. 2500 луѓе едноставно не можеа да полагаат за лиценци, токму заради оваа министерка за труд и социјална политика, која што е подеднакво успешна во менаџирање на лиценците, како што беше успешна со менаџирањето на револтот на пензионерите, кои што ги бркаа од министерството, од владата, кажуваа дека нема шанси да се покачи пензијата за 5000 денари и така натака. Хаосот што го направи оваа министерка, за кој што 2500 луѓе едноставно не можеа да земат лиценци и да се вработат, а со тоа и не можеа да се згрижат дечињата во градинките, се решава на начин на кој што сега овој закон влегува во сила. Дополнително, бидејќи како влада сме одговорни и ќе градиме над 40 градинки со оние унгарски средства кои што им се даваат на општините, треба тие градинки да имаат персонал и затоа ние сакаме овој проблем да го откочиме, односно да испорачаме решавање на проблемот. Понатаму се изнакажаа секакви работи на кои што доминираше зборот понижување. Ве молам барем вие немојте да зборувате за понижување кога немате елементарно познавање за ресорот кој што сте го воделе, односно начинот на кој што вие го управавте ресорот, сега како се однесувате како пратеник, може граѓаните да видат зошто 7 години сме биле таму каде што сме биле. Вели, срамота е не ги качувате платите, туку го наградувате тој кој што треба да биде награден. Па жено, се наградуваат заради тоа што добро сработиле. Заради тоа што и информатичарот и другите кои што ќе помогнат во надминување на овој проблем, треба да им дадете додаток на плата затоа што луѓето биле вредни, си работеле и ќе се испорача одреден додаток. Заплатите. Немојте вие да зборувате за било какво покачување или испорачување на некое ветување. Паралелно со овој закон можам да најавам дека во разговори со министерот и со заменик министерот се создава системско решение за да и на другите работници во администрацијата кои што не се дел од стручниот кадар им се покачат плати. Вие тоа го поистоветувавте исто како со пензионерите. Нема шанса, ние работиме, ние испорачуваме, на крајот, еве да ви кажам, по кој знае кој пат и јавно да ви честитам, односно да ви се заблагодарам, биејќи да не бевте вие, ВМРО-ДПМН сигурно можеби немаше да има 58 пратеници, така да колку повеќе политичари како вас, толку подобро за ВМРО-ДПМН и коалицијата. Ви благодарам.